Добар ден, почитувани, пред вас е уште една нова Телма амбуланта. За летните месеци и можните здравствени потешкоти кај децата кои што се јавуваат во овој период од годината, разговараме со доктор Александар Сајковски, специјалист по педиатрија од Аџи-Бадем Систина. Добар ден и добре дојдовте во Телма амбуланта, докторе. Добар ден, поздрав до сите ваши гледачи. Се надевам дека ќе дадеме некои одговори кои што ќе бидат интересни за нив. Ова лето не е како останатите, специфично е во многу аспекти, но сепак е препорачливо да се престојува на отворено. Во кој дел од денот децата би требале да бидат надвор за да може да се синтетизира природен витамин Д од сонцето? Тоа е прашање многу интересно ако го гледате Д-витаминот, например, пред се за создавање на Д-витаминот во кожата се потребни само 15 минути за дневните потреби, ако излезете во доволно добар период за да се создаде Д-витаминот. Во Скопје и во Македонија воопшто, оптимално ниво за создавање за создавање на Д-витамин е период помеѓу 11 часот и 14 часот во тек на денот. Раното излагање околу 8-9 наутро нема да го обезбеди доволното ниво на Д-витамин, затоа што аголот на сонцето не е добар и нема доволно создавање. При тоа, кога децата ќе ги изнесат родителите надвор, треба да се нормално разголени, затоа што треба да имаме контакт меѓу сонцето и кожата за да се создаде Д-витаминот. Обично во тој период од денот, доктор, е многу топло. Што тоа значи? Дали во лето треба да го суплементираме витаминот Д или пак да ги користиме сончевите зраци покрај високите температури и да се престојува на отворено? Кај децата во тек на првата година од животот не е битно дали е лето или зима, они мора да примаат цело време Д-витамин. Значи, од раѓање до крајот на првата година од животот. Кај децата над една година до навршена 5-та година, во принцип, секогаш правиме суплементација со Д-витамин во зимските месеци. Но, во летните месеци, ако не се изложени на сонце и контакт со сонцето децата, во тој случај треба да се суплементира Д-витаминот. Но, морам да напоменам дека суплементацијата со Д-витамин зависи и од генетската констелација на децата, па и на возрастните луѓе нормално, за тоа како го метаболираат и создаваат и синтетизираат Д-витаминот. Затоа што постои генетска констелација, две форми генетски констелации кај луѓето, односно кај децата, кадето е потребно цело време да примаат Д-витамин, неовисно дали е лето или зима. Дали постојат некакви тестови со кои што може да се утврди генетската предиспозиција на децата за ваков проблем? Да, апсолутно. Значи, постојат лабораториски сега, знаете како медицинава е навистина многу отиде надалеку, многу е напредната. Секако, и во знаење, и во технологија, нели? Така да постојат тестови, не е само да се одреди нивото на витамин Д во крвта, меѓутоа се одредуваат и овие тестови, овој тест се прави за утврдување на генетската констелација и едноставно во ситуација кога имате, да кажам на тој начин, лоша генетска констелација за синтетизирање и метаболирање на Д-витамин, тој треба да се внесува перманентно. Денеска Д-витаминот не е веќе витамин, денеска дури се збори дека е по своите функции на ниво на хормон, затоа што она што ние долги години, милениуми, мислам да кажам години уназад го знаеме, тоа е неговата улога во коскениот систем. Денеска се открија страхотно многу негови ефекти во имунолошкиот систем кај човекот. И дури суплементација со Д-витамин, со повисоки дози на Д-витамин, може да доведе до смирување на некои автоимуни болести. Така. Докторе, што е со оние деца кои поради одредени причини мора да пијат антибиотик, дали смеат да излегуваат на сонце? Одредени антибиотици при изложеност на сончева светлина може ли да доведат до некакви исипи на кожата кои што се слични на алергиските? Значи, осипи од излагање на сонце се секако можни. Од самиот факт кога се излага на сонце. Во однос на антибиотиците, ова што го прашувате, ја морам да ви кажам дека човеков на оваа планета постои повеќе милиарди години, а ние само некаде 80 години имаме антибиотиците како оружје во борба против бактериските инфекции. И она што ние го направивме генерално човечанството, зборам и ние како лекари, и родителите, и мислам воопште пациентите,
направивме едно зло со антибиотиците во смисол на прекумерно или нерационално користење на места каде што не треба, кај инфекции каде што не треба. Значи, имате во предвид дека епидемиологијата е многу екзактна наука и кажува многу едноставно дека 85 до 90% од сите инфекции што се јавуваат кај децата и кај возрастните нормално се вирусни инфекции. Тоа значи дека кај 80 до 90% од луѓето кои што или децата качиле температура заради вирусна инфекција, по принцип давањето на антибиотик е нонсенс. И ние, во суштина, користејќи антибиотици и таму кај што не треба, добивме во последниве децении страотно резистентни микроорганизми, кои што бактерии пред се, кои што фактички денеска не можеме да ги третираме малтене со скоро никаков антибиотик. Така да, ја лично многу често апелирам до сите родители, значи не користите антибиотици кога не треба. Значи тие се даваат само тогаш кога имаме јасна бактериска инфекција. Кога е јасна бактериска инфекција, тоа има ефект. Неовисно дали детето, во однос на вашето прашање сега да одговорам, неовисно дали детето се наоѓа на одмор, дали е на море, на езеро, на планина или дома, ако има бактериска инфекција и да излага на сонце, ќе треба да прима антибиотска терапија. Но треба да имаме сигурен и јасен доказ и клинички и лабораториски дека е бактерија во прашање. Така, летото температурите се високи и ке малите бебиња се јавува еден проблем со исипи. За какви исипи станува збор и на која возраст најчесто се забележуваат? Па, знаете, исипите кај деца се јавуваат од повеќе фактори. Пред се би сакал да знаат родителите еден многу интересен ноторен факт, дека кожата кај децата е по структура идентична како кај нас возрастните, но е некаде 10 до 12 пати по-тенка и по-нежна од кожата на возрастните луѓе. Така да, сите надворешни влијанија кои што може да имаат влијание од песокот, од сонцето, од камчиња, од бубачки, разноразни, нели, се она со кое што е окружено детето, се тоа може поинтензивно да биде презентирано на кожата кај децата отколку кај возрастните. И една друга работа која би сакал да ја напоменам, дека особено кај бебињата, микробиомот на кожата, односно онаа цела структура на микроорганизми на кожата, се развива постепено во тек на првите 4 до 8 месеци. Значи, таа се развива во првите месеци. Ако имате, сега тоа зависи многу и од начинот на раѓање. Ако имате дете кое што е родено со царски рез, зборам доенче, нели, во првата година од животот, ако имате бебе кое што е родено со царски рез, тоа примарно се колонизира со бактериите од околината, а тоа се најмногу стафилококи. И самиот микробиом на кожата на тие бебиња се разликува од микробиомот на децата кои што се родени со спонтано, односно нормално породување. Затоа наша задача е, зборам задача на педијатријата, една од битните задачи на педијатријата во 21. век, е да обезбедиме добар и квалитетен микробиом кај деца кои што се родени со царски рез. И тоа е нешто што ние го правиме рутински, нели, со давање на одредени пробиотици кои што имаат особина да се колонизираат внатрешни делови на телото и кожата исто така, со кое што уствари ќе има детето развој на добар имунолошки систем и одбрана на организмот. Така, кога е топло, оној исип кој што се јавува се нарекува вруќанки, вруќаници, и дали е карактеристичен само за првите месеци по раѓањето на бебето или може да се јави и подоцна во детството? Не, тоа е, тие вруќаници се јавуваат и покасно, може да се јават во било која возраст. Меѓутоа, тие се можеби наивна, лесна тема на разговор, но во оваа средина на Балканот се навистина чест проблем. Знаете, ја навистина, еве и во нашите амбуланти во Систина, кога доаѓаат, зборам за родителите со малите бебиња, сите, целата наша педијатриска служба се обидуваме да им објасниме на родителите дека децата не треба да се претоплуваат, дека не треба да се преоблакаат, затоа што ако се преоблечени, они максимално ќе почнат да развиваат вруќаници, на кои што после може да се развие и инфекција со стафилокок. Ние нели го викаме тоа пиодермија, така се вика во медицината. А дека е тоа така, јас, например, често тоа го користиме во разговор со родителите, значи ние имавме после Втората световна војна
во Македонија, значи од 1946 во тие првите 7-8 години имаше над 60.000 раѓања. Меѓутоа во тој период, зборам новородени деца, сега сме под 20.000, ама во тој период имаше многу дечиња, повеќе стотини дечиња кои што дехидрираа од преоблакање, од преоблекување и дури завршуваа фатално. Што викаме народски кажано, пена им фати на нашите стари професори, нашите учители, пена на уста им фати да им објаснат на луѓето дека треба бебето да го разголат. Односно, треба да е облечено онолку колку што е мајката или таткото облечен, па дури и помалку. Се случува понекогаш и децата да качат температура, бебињата, бидејќи се облечени повеќе слојно, плашејќи се да не настине бебето, родителите го облекуваат и потоа трчат во амбуланта, велики дека тоа е болно. Дали во таков случај, кога ќе се посомневаат родителите дека го претоплиле детето, прво треба да го разладат, кој би бил првиот чекор? Прво е разладување. Меѓутоа, знаете, ја би сакал и само неколку бројки чисто илустративно да им пренесеме на гледачите. Видите, децата, бебињата, навистина да речем во првите месеци пијат само млеко. Они внесуваат 120 калории по 1 килограм телесна тежина. Тоа е огромен калориски внес, огромен енергетски внес. Замислите, например, еден маж кој има 80 килограми да јаде дневно по 9600 калории, по 120 калории на 1 кило. Тоа е огромна количина на енергија и на храна, меѓутоа при користење на таа енергија се создава и топлина. И ако вие го облечете вашето бебе премногу, тоа едноставно ќе дехидрира, може да дехидрира. Или да качи температура, исто така. Значи, прва и основна работа е не ги преоблакајте многу децата, нечи максимално, да температури над 25 степени едно бебе не смее да има повеќе од еден памперс и од едно боди со кратки ракави, ништо повеќе, нема тука чорапи, нема капчиња, нема ништо такво, нели? Впрочем, на 26-27 бебињата треба да се голи, они тогаш ќе се бањаат на таква температура вообичаено, а не да се целосно дури и слоевито облечени. Така. И сега, тоа е нешто што ни е проблем да се убедиме со родителите. Да, дефинитивно, стравот да не му е ладно на бебето кое што не може да покаже е голем, а како можат родителите да проценат дали на детето му е жешко, еве не на бебето, кој што се уште не зборува? Децата кога им е студено покажуваат. Кога им е студено. Значи они или ќе се почнат да се тресат или дури малци ќе помодрат. Кога им е жешко немаат начин како да покажат, не постои физички начин. Може да се појави една вознемиреност, плачливост прво, и после тоа едноставно ќе потоне детето, така да се изразам, за да ме разбере публиката, нели? Затоа е мој топол совет, значи немојте да ги преоблакате, ако ви е вас топло, ако вие седите дома во кратки ракави или во кратки панталони, не може детето да е цело облечено, него му е уште повеќе топло. Илустративно, компаративно на ова, сакам да ви кажам, чисто илустративно, например, во скандинавските земји, децата се изнесуваат, бебињата зборам, а да не зборам децата кои што се во предшколска возраст. Бебињата се изнесуваат секој ден од раѓање надвор барем 1 час. Забрана за излагање надвор има дури тогаш кога температурата надворешна ќе падне под минус 23. Значи до минус 23 секој бебе се шета надвор барем 1 сат. Сега нормално дека тогаш е облечено, нели, не е голичко на тие такви ниски. Јас не знам кај нас на 10 степени не ги изнесуваат децата надвор да се шетаат, а не на минус 20. Така, особено ако малку дувне и има дожд, веќе парковите се сосема празни. Да проговориме малку и за течностите што треба да се внесуваат. Споменавте дека дехидратацијата е голем ризик е бебињата, но е исто така ризик и кај предшколските деца. Дали Центарот за терморегулација е добро развиен кај децата од предшколска возраст? Значи, тој Центарот за терморегулација кај децата, видите и кај нас, тој слично работи како бойлер. Таков му е концептот, така и бойлерите домашни се направени на база на тој Центар за терморегулација. Терморегулацијата кај децата се развива. Она во првата година од животот е се уште недоволно развиен, почнува поинтензивно да се развива над првата година, односно во предшколската возраст. Меѓутоа, она што би сакал да напоменам, тоа е дека и децата во предшколска возраст треба да ги пуштите да излезат надвор и да трчаат.
Дури кога ќе кажеме на пример во предшколска возраст една сосема мала дигресија на ова прашање, а врзано пак слично на него, пуштите ги вашите деца да се играат во градинка во кал, пуштите ги да се испрљаат. Нека и студено, нели? Нека и топло. Едноставно, во првите 5 години децата имаат развој на имунолошкиот систем и таа антигена стимулација во основа го дига имунитетот на децата. Ако ние не ги антигенно стимулираме, тогаш ќе добиеме дете каде што се развива еден дел од имуниот систем што се вика ТК2 и може да се појават алергиски болести. Затоа навистина би апелирал дека некои навики од минатото треба да ги тргнеме, а некои навики треба по принцип да ги задржиме. Дали ке бебињата помали од 6 месеци, кои што цицаат, треба да се понуди водичка кога е многу топло? Го погодивте ова прашање. Морам да бидам искрен. Значи, знаете како, има еден судир, ако смеам така да кажам, за концептот на исхрана кај децата и давањето на течности, во смисол вода и чај. И ќе добиете одговор од одредена група наши колеги дека млекото е вода. Да, таа е 78% вода, остатокот е сува супстанца. Меѓутоа, млекото носи исто така доста протеини, мајчиното млеко, така и вештачкото млеко, кое има така наречено специфично динамично дејство за кое треба течност. Сакам да кажам, не е никаков проблем да дадете да пие вода, чак и треба да се даде да пие вода или чај, она што велиме чај за бебиња, тоа е по принцип чај од анасон, нели? Тоа е нешто кој има, сам нормално знаете, има многу производители кои што го произведуваат. Дали децата ќе го пијат зависи дали е од благиот или од горчливиот анасон. Меѓутоа, и тука едно правило златно важи. Значи, дали е вода или е чај, тоа не е замена за доење. Значи, давањето на течност во форма на вода или на чај е секогаш надвор од времето кога детето треба да цица. Водата не е замена за мајчино млеко. А се насмеав за прашањето ваше, велам на место затоа што кога ќе го употребите терминот ексклузивно доење, тоа подразбира доење и ништо друго во првите 6 месеци од животот на детето. Но, јас повеќе пати сум кажал дека имам печаток дека кај нас ние повеќе читаме наслови и поднаслови отколку цели текстови. Во кој смисол? Значи, препораките на Европската агенција за безбедност при исхрана е дека дохраната кај бебињата почнува меѓу 4 и 6 месец. Например, они велат во препораки, тоа се препораки за цела Европска Унија, за исхрана на децата од 0 до 18 години. Значи, има категорија, тоа оставено е на педијатарот да процени според растот, според развојот на детето и според карактеристиките на семејството, кога ќе препорачат да се почне со дохрана и воведување на кашички, дали на 4+, дали на 5+, дали на 6+. Значи, тоа се повеќе фактори кои што влијаат на тоа дали ќе се почне со дохрана кај едно дете или не, или ќе останеме само на ексклузивно доење. Секако дека средини каде што семејства кои што не може да обезбедат квалитетна храна за своите деца, зборам 5 месец, 6 месец, зборам храна во смисол на органска храна, органски кашички, ќе останат да бидат на доење. Значи, постојат повеќе фактори, нормално и зависно од растот на детето. И таму, тука има еден, затоа се насмеав кога реков, прашањето ви е добро, јас најтопло ви советувам, користите и во овие топли месеци вода или чај, чак може да и боле чај од овие со анасон, затоа што тој помага и во смирување на грчевите, а држите се до препораките на вашиот педијатар, кога кај вашето дете ќе почнете со воведување на кашички. А што е со поголемите деца кои што треба да внесуваат течност и кога времето е топло? Дали да пијат ладна вода или пак вода на собна температура или пак може би е сеедно? Бидејќи знаете постои страв кај и повозрастните велат да ладна вода, грлото ќе те заболи, можеш да настинеш и слично. Знаете, ако ги прашате ушните оториноларинголозите, и ова е добро прашање. Ако ги прашате оториноларинголозите, они кога прават тонзилектомија, кога се вадат крајниците, прво што му се дава на детето кој ќе се извади од операциона сала е сладолед. Значи ладно.
Водата и дали треба да ја пие, значи вообичаено сите нормални извори се со ладна вода. Значи природата нас ни дава вода која не е топла. Значи оптимално ниво е сепак да не биде претопла, не на собна температура. Од друга страна, кога збориме за тоа дали треба да пијат и колку, тоа самото тело на детето ќе каже колку треба да пие. Оти фактички појавувањето на жета и побарувањето на вода од страна на детето е внатрешен сигнал на телото дека му треба течност. И сега тука се појавува прашањето дали да му дадеме сок или вода. Значи, видите, и тука има некои паметни и добри правила во педиатријата. Значи, ако вие вашето дете, на сите гледачи ова им го кажам, ако вие вашето дете го научите да не пие сок, а да го внесува интегрално овошјето такво како што е, сте завршиле многу работа. Так, тоа би било идеално. Тоа е идеална опција. Зашто? Затоа што, например, модерно е да седнете во сите овие нови модерни кафичи, да нарачате цеден портокал, но цедениот портокал, сокот од портокалот е најмалку вредното нешто што го има портокалот. Она што се фрла, тоа е онаа пулпата која е богата со огромни концентрации на биофлавоноиди, кои уствари се тие кои што се антиоксиданси и антибактериски и антивирусни супстанции. И сега ние тоа го фрламе, а внесуваме сок кој што дури кај некои луѓе, возрастни луѓе, например, кои што примаат одредена терапија кардиоваскуларна, дури и не смеат да го внесуваат тој сок. И тоа е наша препорука до сите мајки и татковци, млади родители, особено кај децата во прва година од животот, да давајте им овошје, ама не морате да ги форсирате со сок. Така, имаше и една препорака, ако не се лажам, на Светската здравствена организација, децата во првата година да не пијат сок. Значи, воопшто да не им се понуди. Веројатно за да се стекнат здрави прехранбени навики подоцна во животот. Тоа е апсолутно така, да. А што е со оние деца кои што се тука помеѓу една година, две, кои што се уште не знаат да кажат дали се жедни или не, треба ли да им се нуди на дечињата почесто вода да се напијат? Да, апсолутно треба да се нуди, апсолутно, затоа што таа категорија на деца се деца кои што веќе конзумираат доста разнолика храна, доста типови на хранителни производи, кои имаат различни концентрации на поедини нутрициенти, особено протеините, кои преска, како што споменавме, имаат одредено специфично динамично дејство и бараат внесување на повеќе течност. И да напоменам дека кога збориме за водата, веројатно една од омилените теми на многу е начинот на конзумирање и количината на конзумирање на вода. Кај децата водата треба да има пониска концентрација на натриум. Значи водата која ја давате на вашето дете треба да има натриум под 10. Еве една корисна информација за сите родители кога станува збор за водата што се нуди на нивните дечиња. Тука ќе направиме еден краток прекин со блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме со денешната тема. Продолжува денешната Телма амбуланта, зборуваме за можните здравствени потешкоти кај децата во текот на летните месеци со доктор Александар Сајковски, специјалист по педиатрија од Аџибадем Систина. Почитувани, доколку имате некое прашање, можете да го поставите на нашата страница на Facebook Телма амбуланта _0M+ на телевизија Телма. Докторе, следното прашање кое што се однесува за овој период од годината и здравјето на децата е употребата на клима уредите. Се препорачува ли користење на клима уред во просторија каде што престојува детето? Да, апсолутно. Мислам, користете технологијата модерна, тоа сигурно, но тоа треба да биде доста внимателно со одржување на и чистење на тие клима уреди, нели? Ја највише би бил среќен кога луѓето би имале такви системи каде што ќе бираат колку ќе биде не само температурата, него и влажноста и составот на воздухот, меѓутоа тие системи се релативно скапи. Кај нас углавно се користат стандардни клима уреди. Клима уредите може да се користат, треба да се постави оптимална температура, но она што е за децата најбитно, а впрочем и за здравјето на луѓето, е редовно чистење на филтрите на клима уредите.
а тоа подразбира на 7 до 10 дена максимум да се чистат оние филтрите на клима уредите и еднаш најмалце, а најдобро 2 пати годишно комплетно чистење на самиот клима уред. Затоа што клима уредите се места каде што може да се угнездат некои микроорганизми кои може да направат така наречени, ние така ги викаме, неспецифични воспаленија на бели дробови, тоа што се легионела, нели некои други такви микроорганизми. Дали тоа значи дека може да се користи клима уредот во автомобилот? Да, секако. Тој, впрочем, и не дува директно во детето, нели? Меѓутоа, може да се постигне оптимална температура, особено ако тргате на пат и сега родителите со детето тргнат, например, на одмор, патувајќи било каде, сепак патувањето треба да е пријатно, пригладно направено и оптимално за детето. Не може да се патува во екстремно високи температури. Ајде да проговориме и за проблемот со комарците. Понекога се случува на местото на убодот да се јави алергиска реакција, оток и слично. Која е првата помош во ваков случај? Значи, пред се, кога ме прашавте за оваков тип на компликации или состојби кај децата, сакам да ви кажам дека комарците се преносители на низа болести. Значи, не само на маларијата, што беше во минатото, а и денеска во одредени земји, меѓутоа знаат да бидат преносители на некои изворедно тешки и опасни вирусни инфекции кои може да го зафатат и централниот нервен систем, односно мозокот. Затоа е најдобро, значи пред се од формата на потешките инфекции, а понатаму и од потенцијалните алергиски реакции после боцкање од каснување, да речеме, од комарец, најдобро да се оди на превентива. Односно да децата се заштитат од влијанието на комарците. Денеска имате навистина многу такви, да речем, во фармациите, односно во аптеките имате доста такви препарати кои што се на релативно природна основа, кои имаат начин да ги одбијат комарците и други, да речеме, такви ситни животинчиња како што се пајаци и низа други такви, за да не бидат каснати децата. Но ако веќе тоа се случи, може да се развие една послаба или појака реакција, кожна реакција на местото на убодот, која може да биде и посилно изразена во форма на алергиска реакција, која бара да се третира локално или по некои случаи дури и пиење на сируп, онаа група на сирупи што ги викаме антихистаминици, како антиалергиски субстанци, нели да помогнат да се смери таа реакција на кожичката. Значи, сепак, за да се реши човек да пие, да му даде на своето дете да пие такво нешто, јас сепак би советувал да тоа биде во договор и со знаење на педијатар, а никако на своја рака. Така, а што е со стомачите вируси кои што се карактеристични за летниот период и се проследени со проливи, мачнини и слично? Каква е состојбата ова лето? Во моментов сега се уште немаме голем број на пациенти со стомачни вирусни инфекции. Сега, во моментов се од стомачните инфекции имат подоста дечиња кои што се јавуваат со инфекција од типот на салмонела. Меѓутоа, сигурно и другите ќе се појават во тек на летово. При тоа би сакал само во склоп на ова прашање да им апелирам на родителите во делумно, значи кога се патува на одмор, кога се оди на патување, сепак треба да се внимава на појава на загадување на храна која што децата може да ја јадат и која што може да доведе до интоксикација. Значи внимавајте каква храна и од каде ја зимате храната што ја давате, од една страна заради тие салмонелозни инфекции, салмонелите, нели? Од друга страна заради појава на проливите каде што повраќањето како симптом може да биде релативно брутален и е многу незгоден кај дечињата. Колку се помали, повраќањето може да биде предуслов да дојде до појава на дехидрација. Дури не толку течните столици, колку повраќањето само по себе. Наспроти тоа, сега уште еден апел би сакал да дам до родителите да слободно го прифатат системот на вакцинации, кој што е скоро воведен кај нас од воведување на ротавирусната вакцина, затоа што ротавирусните проливи се навистина жестоки, брутални проливи,
кои што можеме да ги спречиме со овој систем на вакцинација, да едноставно децата го немаат без оглед дали е тоа во првата година или од животот или понатаму во предшколска возраст. Што кога детето, докторе, ќе добие пролив во пандемија со COVID-19, читаме дека некои деца имаат симптоми доколку се заразени со новиот коронавирус, кои што налекуваат на стомачен вирус, значи само пролив и повраќање. Што да направат родителите во таква ситуација? Па сега со ова епидемија, односно пандемија на COVID, што ви рекле старите наши, дуваме и на ладно млеко. Така да, ако се појават такви симптоми и ако особено детето има температура, не е лошо да се направи тестирање за секој случај. Кога се појави пандемијава со COVID-19, доста луѓе излегува со информации дека децата се на некој начин заштитени и не ја добиваат инфекцијата. Тоа ни у старт не беше така и ден денеска не е така. Значи, децата може да развијат COVID-19. Факт е дека почесто се развиваат потешките форми на оваа пандемија кај постарите луѓе, каде што веќе имаме афекција на имунолошкиот систем, значи имаме оштетување одредено на имунолошкиот систем, меѓутоа истото може и кај децата. Така да, ако се појават овие симптоми за кои што вие сега кажавте, и ако на тоа е надоврзана температура, мој совет е правите ги тестовите за секој случај. Зборам за COVID. Така. А сега може ли да им дадете неколку совети на родителите со деца, каде би можеле, а каде не би требале да се движат во овој период на пандемија со COVID-19? Бидејќи е топло, често пати семејствата се излезени на прошетки, децата некогаш имаат физиолошки потреби, мораат да мочкаат во дадениот момент, не може да чекаат, нели? Дали би смеле да користат јавни тоалети? Па добро, во такви ситуации кога е нужно и непотребно, апсолутно да, но мој топол совет е немојте да ги носите децата каде што има голем збир на луѓе. Значи, затворени средини, средини каде што има послаба циркулација на воздух, каде што, да речеме, може, ако има поминале луѓе кои што се заразени, може да го остават позади себе, да кажем, вирусот COVID, ама и не само COVID, него и други микроорганизми. Ја не им советувам на луѓето многу да ги носат децата, па дури ни они сами да не одат многу таму. Меѓутоа сега, кога го поставувате прашањето каде сега, дали да одат на одмор или не, значи дефинитивно, ние сите, еве и кај нас на работа во Систина, ма и вака со сите што комуницираме, дефинитивно ние мораме да го смениме концептот на размислување, барем за ова лето. Значи, не е спорно дека вие можете да запалите кола и да одите на одмор, дали тоа ќе биде во најблиските центри во Грција, во Албанија, во Црна Гора, или на крајот на денот, но големо прашање е дали таму ќе налетете на такви можности и таква, зборам надвор од Македонија сега, нели? Или, да речеме, во нашите центри во Македонија. Значи, по мене е многу подобро да одите на планина, него да одите на море или на езеро. Планините, таму е барем почист воздухот многу повеќе, а можноста за непосреден контакт во големи групи е многу помал отколку во езеро, море или било каква таква средина. Значи, едноставно, мораме да сватиме дека ова лето ќе биде многу различно од сите други лета. Еве, тоа е исто една дилема во која што ние се најдовме целиот медицински свет. Ви имате, пазите, еден парадоксален податок дека има преку 25.000 труда кои што се објавени само за 3 месеци за COVID, а ние у суштина се уште немаме одговор за цела оваа епидемија. Зошто уште трае, зошто со топлово време не се смирува, зошто уште се зголемува бројот и така натаму. Значи, многу работи во однос на оваа пандемија, односно во однос на овој вирус, се уште не ни се доволно јасни во медицината. Затоа не знам дали да ги советувам на луѓето, да, одите на одмор ако сакате, ама не си ја предизвикувате судбината, едноставно кажам. Да, тука сте сосема во право. А што е, да речеме, докторе, со ручиците во ресторан? Или пак да се седне со семејство во кафич, со мало дете зборувам, со бебе кое што е во количка, да се испие чаша сок? Треба ли да се минимизираат сите ризици кога станува збор за пренос на вирусот? Ако сите ресторани, кафичи се придржуваат до протоколите кои што се препорача и ако населението се држи до самите протоколи, шансите да се развие некакви инфекција се релативно мали.
затоа што сепак по се изгледа, иако излегува нови информации за тоа дека ковид вирусот може да се пренесе преку воздух, така. сепак дистанцата и маската и дистанцата се прва златна одбрана. Но не сум уведен лично дека баш сите се придржуваме, ај се така умножина да кажам, до сите тие мерки во самите ресторани, односно од страна на самото население. Впрочем, вие сте свесни дека се уште има луѓе кои што тврдат дека ова е чудно, можда и не постои како болест. А над 350 луѓе во Македонија умреа од ковид. Што ако се отворат базените, дали преку вода би можел да се прошири вирусот? Има ли науката одговор на прашања? Таму сега за сега е слободно. Значи, ако нашите родители со децата отидат чак и на море, водата не е трансмитер на вирусов, тоа барем сега за сега сигурно го знаеме, барем сега за сега, ако не се појави нешто друго ново во наредниве денови, нели? Меѓутоа, она што значи може да се бањат, меѓутоа имате едно прашање, значи вие ќе отидете дали е базен во прашање или е плажа некаква морска или езерска, прашањето е колку е до вас блиску другиот човек и третиот човек, другото дете и третото дете. Најголемиот проблем е како вие, едно дете кое е 3 или 4 години, ќе му објасните дека не треба да се приближи до друго дете, а да треба да е на дистанца од 2 до 2,5 метра. Значи, тоа е оној проблем кој што го имаме кога се децата во прашање да им се објасни таа социјална дистанца, што уствари таа значи. Инаку, видите, јас, например, вие ги гледате податоците од околните земји наши, кога падна рестрикциите, одредени рестрикции, кога луѓето се расширија и се, да не речам така, распрскаа по ресторани и кафичи, нели се зголеми бројот нагло се зголеми бројот во околните земји, па на крај на денот и кај нас. Така да не сум убеден дека секаде се држат тие протоколи за заштита. Кога зборуваме за дистанца меѓу децата, очигледно дека тоа е мисија која што речиси не може да се постигне, бидејќи кога играат надвор, едноставно се зближуваат и не се одржува растојание помеѓу нив од 2 метра. Дали може би препорачувате децата да носат маски додека се надвор? И нели е проблем на топло време, долго време со маска, па трчаат надвор, се потат и слично? Да. Значи, видите, кај децата има проблем. Особено колку се мали децата, имаме проблем да ставиме маска. Значи, прво, некои не децата сакаат да дишат... стават маската. Особено помалите и бурно реагираат. Да, но видите, имаме една ситуација која е многу битна. Кај бебињата, например, во првата година од животот, они дишат со фреквенција од 60 респирации во минута. Ние, возрастните, дишаме со 12 до 16 во минута. Значи, прво, децата многу побрзо дишат. Второ, срцевата акција е поголема, а самите канали, дишните канали се многу помали од нашите на возрастните. Кога тие мали канали ќе ги подзатворите со маска уште дополнително, значи детето ќе има проблем да обезбеди доволна количина на кислород, односно движење на воздух, и затоа кај децата не се баш препорачани користењето на маските. Тоа е една од вака главните причини, значи заради биолошките разлики што ги имаме ние со децата. Но од друга страна, децата може да пренесат инфекција. Значи, пазите, негде податоците статистички покажуваат дека 50% од децата кои што фатиле ковид, зборам од првите 5 години на возраст, деца кои што фатиле ковид имаат релативно лесна клиничка слика, која дури може и да не ја приметите. Нели? Меѓутоа, не значи дека не може да ја пренесат, да го пренесат вирус. Затоа е многу битно тој дел да се менаџира. Јас знам дека на сите луѓе им е тешко, нели треба да се седи дома, треба или едноставно да постои таа социјална дистанца, но дефинитивно планетава Земја мора да свати дека тоа е нешто што мора да го направиме во наредниот период, барем до моментот до сигурно добивање на квалитетна вакцина со која што може широката популациона маса да се заштити, едноставно народот да се заштити. Друго прашање што јас лично и многу мои колеги сме го зборувале, ковид доведе до едно прашање кое во медицината многу важно. Прашањето е едноставно: негувајте го вашиот имунолошки систем. Зошто тоа не го правите? Значи, имунолошкиот систем, во зависност од состојбата на имунолошкиот систем, зависи каква клиничка слика и каква форма на болест ќе се развие.
Значи, тука е проблемот со овој тип, ова инфекција. Најтешките форми, значи мене многу ми смета како лекар, како педијатар, како човек, кога ќе чујам коментар, па добро, демек ова е инфекција која ги фаќа старите лица, луѓе кои што имаат хронични болести. Па добро, уредо, али што ако се тие стари лица? Па тие се нечии родители, тие се нечии баби и дедовци, нечии родители. Некој нив ги сака. Не можам јас да кажам сега, нели голема работа што ги фаќа нив. Но факт е дека луѓето кои што имаат хронични болести имаат нарушување на дел од имунолошкиот систем и потешките форми може да се јават таму. Прашањето е што ние правиме за да не го атакуваме сопствениот имунолошки систем, односно да го одржиме на оптимално ниво. А ако ме прашате како, да, што да се направи особено кај децата? Кај децата, значи, клjuč е, особено во првите 5 години, развојот на имунолошкиот систем е таму, тој зрее во првите 5 години. Наше е да му помогнеме да созрее како што треба. Прво, доење, уште од најраната возраст, затоа што не постои болја храна отколку мајчиното млеко. Второ, кога ќе се почне со кашички, да се избегну кашички, да се тотално избегнува храна која што е богата со пестициди, органофосфати и хербициди, односно треба да децата јадат органска храна. Тоа не е мода за децата, верувајте. Затоа што пестицидите може да доведат до трајни и тешки оштетувања, суптилни оштетувања на имунолошкиот систем, кои после неколку години или децении може да се развијат. Затоа ние денеска гледаме, например, деца со автоимуни болести, многу со астма, со малигни болести во најраната возраст. Тоа е вториот фактор. Третиот фактор е антигенно стимулирајте ги вашите деца. На постарите луѓе кои што ќе ме чујат, ќе им текне, значи дајте им на вашите деца да играат джамли, дајте им да играат челик. Ако младите не знаат, нека ги прашаат нивните баби и дедовци што играе тоа. Не само да седат пред компјутер. Не од социјален аспект, нека се запрљаат малце, ќе ги измијат после рацете. Тоа е таа антигена стимулација. Дајте им доволна количина на витамини, квалитетни и минерали. Ако не можете да ги обезбедите преку храна, тогаш дајте ги како суплементи. Омега-3 масни киселини, пробиотици, витамин С природен. Впрочем, само заради една едноставна илустрација, вие во нашата фамозна црвена пиперка имате во една пиперка повеќе С витамин отколку што има лимунот. Никој не ја јаде жива, сите ја печат. Тогаш се разградува С витаминот. А превкусна е. А зимаме С витамин, вика пијам С витамин, оној спороослободувачки илјадарка, нели го купувам, па го имате на пазар. Така, една црвена пиперка дневно сосема доволно. И прекрасна е како салат и децата сакат кога ќе им ја понудите, родителите може да пробаат на вистина добар избор за внес на витамин С. Доктор Сајковски, ви благодарам за вашето гостување, секогаш е задоволство да се разговара со вас. Благодарам и на вас и поздрав уште еднаш до целата публика. Почитувани денешен гостин во Телма амбуланта беше почитуваниот доктор Александар Сајковски, специјалист педијатар од Аџи-Бадем Систина, на вистина многу корисни совети и препораки упати до вас, до сите оние кои што имаат мали деца во семејството. Се гледаме секој работен ден на телевизија Телма. До гледање.